põhiliselt ma olengi tegelikult huvitatud olnud enamasti just aja küsimusest või ajaloo küsimusest, mis on ajalugu inimese jaoks, millisel viisil ajalugu inimest mõjutab ja kuidas inimene selle reageerib. Ja tegelikult ka need ulmetekstid on seotud just väga olulisel määral ajalooga. Et kuidas see ajalooline teadmine kujundab meie arusaamist iseendast ja ümbritsevast maailmast. Nii et põhimõtteliselt nad sisuliselt ei ole väga erinevad. Iseenesest Eesti või Eesti situatsioon ei ole midagi sellist, mis oleks otseselt teemaks. Peamiselt keskne teema on seal ikkagi just... Да те предупредам, дека овде се подготвени на секакви вештерства. Неодамна на синот на печатарот, Брендекен, му фрлија толку лоша клетва, што почна да му расте коса по вратот и лицето и на крајот умре од тоа, раскажа Кожарот како да држеше предавање. Веројатно знаеш дека вештерството сега е најголем проблем на секаде. Господ знае кој се настрада, дури и некои животни. Дано, каква врска има овој кафе со тоа? Праша Лаурентиус, одбивајќи да ја смени темата. Па тоа, вештерките влечкаат секакви чудни животни со нив, гаврани и страчки, дури и оние странски птици ги носат во кафези. Сум видел слики по книгите. Вештерите секогаш имаат по некое животно со нив, бубачки, пајаци, жаби и слично. Момокот на Брендекен ја испрска кравата на Мадлин со вода, а кравата почна да го колне на естонски. Влакната почнаа да му растат во истиот момент, ги корнеа во прамени, но доцна беше да му се помогне. Но тоа била крава, рече Лаурентиус со надеж дека Кожарот ке признае дека е невозможно крава да биде соодветно животно за вештерка. Секоја вештерка има некакво животно со неа, рече Кожарот разлутено. Дали е крава или квачка, нема никаква разлика. Сушност има. Општото мислење е дека вештерките ги придружуваат ноќни животни, образложи Лаурентиус. Ама ја знам што е крава, има рогови, погледни го черепот, има рогови, инсистираше Кожарот. Лаурентиус свати дека ќе биде сомнително ако почне премногу да го брани својот став. Подобро беше да не привлекува многу внимание. Ако разбереа дека кафезот сушност му припаѓа нему, тогаш секакви проблеми можеа да произлезат од тоа.